Тактизирали власта со враќањето на полицискиот час додека бројот на заболени во земјава алармантно расте. Откако целосно се укинаа рестриктивните мерки за движење, што според стручната Фела беше избрзана реакција. Сега во Комисијата за заразни болести повторно се разгледувала можноста за карантин. Но одлуката ќе се носи дури во четврток. Точно знаеме и денеска за кои контакти станува збор, кој е заболениот во врска со тие контакти и предпоставка какви анализи на контактите на тие кои што денеска евентуално би излегле позитивни ќе се прават во текот на утрешниот ден. Имајќи го сето тоа во предвид, ги имаме во пред нас практично сите контакти во рамките на кластерите. И дополнително на сето тоа, дека ова е начинот, имајќи ги сите во предвид да се пристапи, и дека во овој момент, например, рестрикција во движењето не би било никаков дополнителен бенефит. Честите промени во одлуките на Комисијата предизвикаа реакции кај стручната јавност. Докторот по општа медицина Ненад Лазаров вели оти Комисијата мора да се трансформира. Наместо директори на јавни институции, во неа треба да членуваат експерти епидемиолози, а одлуките кои ги носат да бидат во интерес на здравието на граѓаните, а не во цел на политиката. Јас би вратил професори од пензија и веднаш би ставил во таа комисија. Имаме таму искусен кадар кој што работат неки епидемиолози, но ова кој што не членува. Не ми се допаѓа само до довербата на колегата Караджовски, не ми се допаѓа стилот на однесување, исто така, бидејќи ова е пресериозно, да и денес, само денес имавме 7 смртни случаи и насмевка на лице на лекар и здравствен работник е недозволива во една администрација, макар да е иронија. Надлежните избрзаа и со враќањето на бесплатниот автобуски превоз за пензионерите. Го вратија во петокот по 3 месеци пауза, но денеска повторно го укинаа.